Добар ден, почитувани гледачи! Вие сте пред малите екрани, гледате Алфа телевизија и нашата заедничка емисија Вкусот на традицијата. Ве поздравуваме од комплексот Етно село Тимчевски, заедно со целиот тим и специјално само за вас една прекрасна рецепта на денот, кој што јас топло ви ја препорачувам. Зошто? Затоа што е толку лесна, ефтина, брза. Вака додека направите, веќе имате десерт. За овој десерт, тоа е за мене најбрзата блага пита што ја знам. Кремаста, вкусна, рпкава одозгора, а внатре полна со фил. За да ја направите ова брза пита, брза сладка пита, вас ќе ви биде потребно едно пакетче готови кори. А тоа е отприлика некаде околу 500 грама. Тепсија ќе ви треба 28 до 30. Значи со 500 грама кори ќе ја наполните цела тепсија. 4 јајца, половина литар млеко, 200 грама шекер, 150 грама стопен путер или маргарин, 3 до 4 кесички ванилин шекер, една супена лажица цимет, кора од лимон. И да почнеме со работа. Најпрви ќе го направам филот, ќе ги изматам 4 јајца со шекерот, ќе го заборавив да кажам, на секоја домаќинки се случува, дека во вистинскиот рецепт нема прашок за печиво, но јас го направив еднашка дома без прашок за печиво и еднашка со прашок за печиво. Не треба цело пакетче, туку само половина кафено лажиче да ставите прашок за печиво. Со гаранција ви кажувам дека ќе биде подобро, затоа што тоа е испробано. Ќе му додадам шекер, значи ванилин шекер, цимет и кора од лимон и пецивото ќе му го додадам. Толку брзо, а толку лесно се приготвува. Сега кај јајцата го ставам шекерот. Многу сакам рецепти што нема да ми го земат цел ден додека ги направам и немам време цел ден тоа да правам, навистина немам време. Сем кога ќе дојде ред, а и сега е веќе редов за зимница, треба да се наоѓа слободно време и ванилата ќе му ја додадам. Така. Сега матам се додека не го стопам шекерот со јајцата. Сега го ставам прашокот за печиво, ви кажав само малку, половина лажиче, ете така. Ќе го ставам циметот внатре. Претходно добро измиен лимонот. Ова пита еднашка кога ќе ја направите, не верувам дека уште многу пати нема да ја повторите. Толку е вкусна, толку е кремаста, а како богато изгледа, а како вкус, значи за вкус ќе се уверите. А многу брзо се прави, значи за час. Готови кори само купете се во маркетите, има секаде. Дома имате и млеко, јајца и шекер, сигурна сум во тоа. Доволно е ова, најдобриот зачин, нели, за десерти. Сега промешувам.
го ставам млекото внатре. Ето е така. И филот е веќе подготвен. Како убаво мириса. На лимонот, на циметот. Прекрасно. Сега сите мислите дека ќе ги мачкам со ова корите. Не ги мачкам со нја. Туку прво ќе ги испечам корите премачкани само со путер или маргарин. Еве сега ќе ги отворам и ќе ги редам веднаш во тепсијата. Тепсијата малку ќе ја намачкам со масло. Така. Таа е, значи, веќе подготвена. И сега, земам кора по кора. Кора по кора, секоја кора ја намастувам со маргаринче. А вие ви реков, ако сакате, ставете си и сега. Ја виткам како армоника. Не мора нешто така правилно или што знам што. И почнуваме прво од средниот дел. Правиме полжавче. Ете така, и секоја кора околу неа и околу неа. Редната пуштена на 180 степени. Можам и вака да направам. Така. Се додека не ги потрошам сите кори. Најдобра ми е вака. Значи да ви биде подготвена рерната. Оти ќе ги запечеме 15 на минути да фатат руменило одозгора. Одозгора корите и тие кои ќе бидат испечени, го вадиме плехчето од шпорет и го полеваме со филот. Како зелниче кога правите. Значи ја преклопуваме на половина и почнуваме да собираме. Баш како лепеза кога правите. Значи таман за 28 до 30 максимум едно пакетче кори. Направиме малку местенце, за да влезе филот после, да му направиме место. Еве и последната кора. Така.
Сега ќе ги подотерам малку. И вака ќе ги подотворам. За да му направиме место на филот. Одлично, веќе е подготвено за печење, уште малку да го намастам вака одозгора со маргарин или путер, повторно кажувам. Оди на печење. Ви останете со нас, драги гледачи. Откако ќе ги испечам корите, продолжуваме со постапката. Значи 15 на минути на 180 степени да добие една румена боја и малку да станат крцкави одозгора. Се гледаме. Еве, драги гледачи, како изгледа испечена. Можам да ви кажам дека на истиот овој начин можете да направите и солена со јајца, млеко и сирење. Значи без шекер. Сега додека е уште топла, ја преливаме со филот. Додека е топла, многу е важно тоа. Значи да не заборавите додека е уште топла. Леле, како мириса, значи путерот или маргаринот во спој со лимонот. Нешто прекрасно. Прекрасно. Ќе оставиме убаво да се накисне. Така, сега малку ќе протресам. Еве, она си вади меури кај што си паѓа. Сега ќе ја прелијам убаво. Така. И ќе ја вратам во рерна да се пече уште половина час. Значи, повторно вака протресувате. Ете така. И откако ќе испечеме, можете да ја наросите и со малку прав шекер и така, но јас ќе ставам малку шекер кристален шекер и ќе биде и малку крцкава одозгора. Ете така. Одиме на печење, се гледаме со вас, драги гледачи, која ќе биде испечена питата. Леле, каква убавина е овој колач! И сакам да му се заблагодарам на младиот готвач во кујната на етно село Тимчевски Даре, кој што денеска ни помагаше да ја подготвиме, значи да аранжираме оваа торта, како изгледа. Браво, само напред нека се
усовршуваат младите готвачи, погледнете, вистинско уживање. Цимет. Сега следува, како рпка. Рпка, а внатре со крем. Леле. Слушате како ни рпка? Евеа. Ете, тоа е тоа. Значи, ова е уживање. Ајде сега, да ја дегустираме нашата брза сладка пита. Леле, колку е ова добро. Погледнете како лиснато тесто е внатре. Погледнете. А како е горе крцкава, доле крцкава, а внатре сочна од јајцата и млекото. Нешто кога ми е толку многу убаво, велам убаво за сите пари. Драги мои, направете ова брза сладка пита. Значи, не виден специјалитет е. Уживанција да ја јадете, уживанција. Ве поздравувам со мислата на денот дека со некој човек во најотмениот ресторан, во златниот ресторан, значи да сте, вие склет и така. А со некоја личност може да се држите за рака во паркот на некоја клупа, едноставно да грицкате нешто, да немате сортно, десертно вино, какво сакате наелитно, нема злато околу вас, а во душата ви е богатство. И тогаш што значи тоа? Одете таму каде што ве носи срцето, а не пожудата и желбата за парите, раскошот и богатството. И едноставно добро размислите со кого ќе сакате да го поминете вашиот живот и со кого ќе сакате наутро да се разбудите доживотно. На здравје. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата. Ние остануваме овде да се изнауживаме на ова убавина од ова брза сладка пита. На здравје.